Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Како и секој петок, емисијата ја реализираме во соработка со клиниката Жан Митрев. Едно истражување покажа дека луѓето кои што конзумираат продукти кои што се богати со флавоноиди имаат помала шанса да се разболат од инфекции на горните дишни патишта или пак да настинат. Тоа значи дека здравата и урамнотежена исхрана е клучна за подобар имунитет, што пак ги намалува шансите новиот коронавирус да најде пат во нашиот организам. На каков начин треба да се храниме, што треба се да внесуваме во нашиот организам за да го зајакнеме имунитетот во борбата против болеста COVID-19 е темата на која што денеска ќе разговараме со Марина Релушковска, нутриционист од Жан Митрев клиник. Марина, добар ден, добре ни дојде во Телма амбуланта. Добар ден, Марија. Драго ми е што ќе имаме една ваква интересна тема денес и ќе може да одговориме на многу прашања околу имунитетот и како да се храниме за да останеме здрави во оваа пандемија. Како може да се опише човековиот имунитет? Да, најчесто све повеќе слушаме дека ни треба јак имунитет, а сепак тоа е еден цел систем кој најчесто работи во едно совршенство за ние да не се разболиме, да останеме здрави, да функционираме во секојдневниот живот. Од тука бе кажала дека нашиот имун систем е опфатен со повеќе органи и тие органи дел од своите одбрамбени војни ги имаат од своето раѓање, како што ние сите имаме имунитет од раѓањето, имунитет кој го стекнуваме до 10-та година и после тоа сме отпорни на одредени вируси и бактерии на кои претходно не сме биле. Сето тоа заедно е тој имунитет или имун систем кој што секојдневно го зборуваме. Сега, за овој систем гладко да работи, не требаат нас предусловни програми како би го програмирале и точно би кажале на телото да продолжиме во борбата и со останатите вируси, бактерии во секојдневниот живот. Така да, за еден систем да работи како што треба да почнеме од здрав начин на живот. Тука би го наброила најпрво доброто спиење кај секој човек. Нели, не треба добар сон за да бидеме одморени да се подготвиме за следниот ден. Не треба добар внес на течности како би имале добра циркулација во организмот. Не треба добра исхрана, не треба добри навики како што е откажување од алкохолот и од цигарите, веќе знаеме дека со тоа внесуваме повеќе токсини и не толку добро нашето тело може да се прочисти и имуниот систем да функционира во едно совршенство кое што ни е потребно. Од јазлите па се надолу како што се состои системот да може да создава повеќе своји војни кои што би се бореле со сите вируси и бактерии. Дали имунолошкиот систем е поврзан со возраста? Еве, видовме дека во детството имаме некој вроден имунитет, но стекнатиот се уште не е развиен. Но што е со повозрасните лица? Да, и деновиве се повеќе слушаме дека возрастните се први на тој фронт каде што се случува да ги нападне вирусот, да ги нападнат и овие сезонски грипови, така да би кажала дека со текот на годините ние ненамерно можеби го истрошуваме организмот. Не даваме онолку нутритиенти колку што се потребни за точно да ги нахраниме клетките, да го нахраниме телото за тоа што е потребно. Така да, тешкиот начин на живот, можеби поголемата физичка активност, немањето време, наталожено кроз повеќе години може да вроди со намалување на имуниот одговор, намалување на имуниот систем. Од тука би извлекла крајен одговор дека годините не мора да значи дека ни носат помал имун одговор, но доколку него негуваме телото и доколку како повозрасни имаме намален број на заби во устата, не јадеме доволно добра храна, избегнуваме овоше или зеленчук, едноставно би кажала дека ако повозрасните личности кои што не добро го одгледувале своето тело, го правеле тоа на тој начин, би резултирало со намален имунитет. Така да, вистина е дека они се најподложни на сите вируси и инфекции, посебно и во зимскиот период. Доколку не сме го негувале нашиот имунитет, нашето тело, што можеме да направиме во услови на здравствена криза како што е пандемијата со COVID-19?
За да го зајакнеме, може ли нешто преку ноќ да се промени? Преку ноќ не можеме да промениме ништо, но тоа не значи дека треба да се откажеме, бидејќи не би добиле ништо доколку не почнеме од денес. Но има добри навики кои можеме да ги примениме. Најпрвен, сепак би напоменала, откажување од алкохол, откажување од цигари и како што се повеќе Светска здравствена организација говори, физичка активност. Иако времето е ладно, физичка активност од 2,5 часа неделно за повозрасните се препорачува за да може да се зголеми циркулацијата, кардиоваскуларното здравје, да се внеси повеќе воздух и да се намали, да се промени енергијата во телото, како истите личности би можеле подобро да спијат, понатаму тоа резултира и со други. Би се намалил хормонот на стрес, кортизолот би се намалил, би се регулирале хормоните на среќа со физичката активност, сето тоа се намалува и од тука би имале еден посмирен организам кој што ќе даде и подобар имун одговор. Тоа е за физичката активност. Внес на здрава храна, внес на повеќе овошје, зеленчук, пред се во овие периоди внес на природни извори на цинк, на витамин Е и престој на сонце колку што е возможно. Ништо не е подобро од природниот начин на внес на сите овие микронутриенти. Така, но кога зборуваме за зајакнување на имунитет, некако сите се фокусираме на хербалните додатоци, на суплементите. Дали се тие сепак неопходни во овој период? Да, добро е што и ги имаме, така би кажала, бидејќи не сите сме свесни дека истите тие ги имаме и во храната. Така. И истите тие можеме да ги внесуваме и преку храната. Јас се надевам дека свеста кај населението ќе се разбуди и би се кажало кои се тие храни што се повеќе треба да се внесуваат, бидејќи ништо не може да се искористи добро на начинот како што може преку храната. Сметам дека суплементите се добри да се внесат во одредена доза, препишана од лекар, препишана од стручно лице, но привремено. Дали тоа ќе биде после заболувањето или да се заштитиме од самите вируси, но привремено, тоа би било 2 до 3 недели, не постојано, бидејќи сите тие витамини, минерали, начинот на таложење во телото најчесто ни се препорачуваат во овој период маслени витамини или минерали кои што се таложат во црн дроб и истите не преку ноќ ги отфрламе од организмот. Истите може да ни направат презаситување во организмот и направат други последици. Токму затоа е најдобро, доколку сакаме да внесеме витамин Д, да излегуваме повеќе на сонце. Исто така да внесуваме повеќе масти, да кажеме растителни, масла од лешник, од орев, самите ореви да ги јадеме, бадеми, ленено масло, масло од сусам, за да внесеме се повеќе витамин Е. Со самото тоа што ќе ги внесеме овие витамини и ќе излеземе на сонце, организмот го правиме на природен начин, позаштитен и сме дишале и воздух, не сме седеле дома, сме направиле физичка активност. Доколку сакаме да внесеме цинк, сакаме да внесеме протеини, морски плодови, сигурно е подобро да буџетот го распоредиме и испазариме храна, отколку да купиме суплементи и потоа да купиме сендвичи, пици дома, кока-коли и ние ништо добро не сме направиле за нашиот организам, но сме се напиле суплементи кои што не заштитуваат од вирусите. Така, според мене е најдобро да знаеме. Цинк, селен, витамин С, витамин Д, тоа е она што сите во моментот ми се чини дека го зимаат како суплемент, но еве во текот на емисијата ќе појасните кои се природните извори и всушност дали можат тие потребни дози да се надокнадат на природен начин преку исхрана, но претходно Марина да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број 3076 677. Верувам дека имаат многу прашања поврзани со тоа како да го зајакнеме имунитетот во време на пандемија со COVID-19 на здрав начин преку исхрана и секако како што споменавте движење и здрави животни навики, но исто така ќе проговориме и каква би требало да биде исхраната доколку сте болни во моментот, но и во периодот на опоравување.
Денешна гостинка во емисијата, уште еднаш да напоменам, е Марина Релушковска, нутриционист од Жан Митрев клиник. Ајде сега да проговориме, Марина, околу исхраната и продуктите кои што би можеле да го заменат синтетичкиот витамин С. Дали најдобар извор се лимоните, портокалите или пак треба да посегнеме по алтернативните варијанти, како што се црвените пиперки, да речеме, или пак брокулите? Што вие советувате? Така, сите тие производи, сите тие растенија се одличен извор на витамин С и не би требало да биде само лимонот, наш извор на витамин С, тоа би требало да биде еден баланс во целодневниот живот, во целодневното мени. Би кажала дека и лимоните, и портокалите, и јаболките, и цитроните, посебно би напоменала во овој период да се зема цитронот, бидејќи во себе состои активна компонента која што директно се поврзува со намалена активност на вирусот COVID-19. Така да можам да кажам дека таа супстанца содржи во цитронот и исто така и во тоникот, од тоник water. Би препорачала да си ја земат, тоа се најновите докажувања. Понатаму за витаминот С, да, пиперките може да се земаат, киви може да земаме во овој период, брокули во изобилие. Истото е многу важно да се напомене за подготовката на храна со витамин С, бидејќи витаминот С е многу сензитивен, над 60-70 степени Целзиусови ја губи својата активност, ја губи својата вредност и без разлика дали ние би јаделе пиперка или брокула, доколку таа е подготвена на повисока температура, ние нема да внесеме витамин С. Така, термички се разложува на висока температура. Подобро да си направиме салатка или некој интересен обарен зеленчук во тие парни купки што може да ги пронајдеме. Марина, имаме двајца гледачи кои што очекуваат да се вклучат во емисија со нивни прашања, да им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Повелете. Прво, искрени честитки за вашата телевизија, бидејќи вакви едукативни емисии би требало многу почесто да има, бидејќи народот не би одел во апотеките, би одел во маркетите или таму кај што има свежа здрава храна. Така, ви благодарам. Благодарам за гостинката, препораките се одлични и само напред за еден млад човек, значи постојано да им оставате простор на вашата телевизија, затоа што препораките беа на право место во право време, бидејќи многу луѓе трчаат во аптеките за суплементи, а не кон свежа храна и кон физичка активност. Уште еднаш искрени поздрав до сите вас. Така, ви благодарам за вклучувањето во емисија и за поддршката која што ја искажавте поврзано со ова што денеска го говориме во Телма амбуланта. Ајде да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден и од мене. На телефона е ковид пациент кој што е со лесна клиничка слика. Така. Најпрво би сакал да ви упатаме на позитивна порака до сите оние кои што се дома и кои што се лекуваат од оваа болест. Треба првенствено да бидеме позитивни, да не гледаме многу телевизија, многу Facebook, многу информации се кружат околу вирусот, разни невистини, така натаму. Она што е најбитно е да имаме една позитива, да бидеме силни и мислам нека ќе го победиме сите. Сега некој е со полесна клиничка слика, некој е со потешка. Убаво е сите ковид позитивни пациенти, имавме и препорака од, мислам дека беше доктор Докич, од која ќе оздравиме да одиме да волонтираме во државната болница, односно да помогнеме во лекувањето на потешките случаи. Тоа би било само порака од мене, како од секаде може да го добиеме. Она што е исто така интересно, реакциите на нашите блиски со оние кои што сме имале контакт. Не сите имаат убави зборови за тоа и сите може да го, не знаеме од каде може да го патиме и од каде може да дојде заканата. Веќе премногу раширен вирусот, навистина секој може да се разболи. Јас ви посакувам што поскоро да се опоравите и да имате
успешно лекување, односно се тоа да заврши најдобро што може. Дали имате некое прашање кое што е поврзано со исхраната за време на болеста? Па еве може нутрициониста да ни каже каква храна да јадеме. Знам дека треба нели здрава храна. Како еве да покачиме дедемири, ЦРП и така натаму, тоа да бидат во дозволени граници. Ја ви благодарам за вклучувањето во програма и што го споделивте вашето искуство со симптомите кои што ги имате со болеста COVID-19 и некако нели главната мисла да се биде позитивен. Повелете, Марина. Да го одговорам. Пред се да се заблагодарам на првата гледачка за позитивните коментари. На господинот би одговорила со лесна клиничка слика, нели така? Така, лесна клиничка слика. Да. Лесна клиничка слика и нутриција, кај пациентите се препорачува да имаат редовна исхрана, што значи да биде балансирана со овошје, зеленчук, чисти протеини. Кога зборувам за овошје и зеленчук, тука би препорачала 3 до 4 порции дневно. Да не биде тоа само едно јаболко или еден портокал дневно. Да земеме 3 до 4 порции, бидејќи се богати со електролити, богати со течности и ни даваат благосостојба на организмот. После тоа би внесле и чисти протеини кои што ни требаат за борба во организмот, да не биде тоа масни продукти или скара или пржено месо, да биде некое месо варено, пилешко, риба, белки од јајце кои што ќе бидат варени, обарени на пареја или во фолија подпечени во рерна, така што организмот би ги искористил протеините во борба со вирусот, би го зајакнале. Тоа би бил делот за свежа храна, делот за протеини, делот на масти бил внесување на незаситени масни киселини, од ладноцедени масла, јатки и семиња и останатиот дел на јаглехидрати да не се претерува со простите шејкери. Значи да не претеруваме со белиот шејкер, со тестата, со тортите, да си внесуваме малку маџун, малку мед, да си внесуваме малтекс, суво овошје и така натаму. Ајде да го слушаме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Видете, јас сум преку 70 години возрастен. Така. Консумирам мед по 30 кила од август од сезона до сезона. Во медот, во некоја тегла ставам и ѓумбир по кило, ѓумбир ќе нам купи од Ска маркет, ќе го изедам убаво и ќе го ставам во 2 тегли по кило. И ќе го помешам со мед по кило и по 2. Така. Мешано. И кога е најкорисно да го користам ѓумбирот? Прво тоа. Така, значи ви интересира бенефитот од користење на ѓумбир. Да, и кое време и по колку лажици да користам. Во колка така количина би требало да го земате. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Марина, се надам дека го слушнавте добро прашањето. Да, поздрав и до овој гледач. Браво за користењето, се надевам дека медот е природен што го користите. Сепак тоа е одлична супстанца, природна, која што не штити, навистина не заштитува, доколку консумираме природен мед од многу болести. За ѓумбирот се почесто е прашањето и се почесто се користи од страна на населението самиот корен ѓумбир. И од тука би истакнала на гледачот доколку користи свеж ѓумбир. Значи тоа може дневно да изеде и до 2-3 рендани лажички. Доколку го ренда ѓумбирот, сега се надевам дека така, или доколку би го насекол на кругови, може да изеде и до 3 кругови дневно, не би направил некој проблем. Сепак не се познати некои лоши ефекти од премногу ѓумбир, освен вознемирување на желудникот доколку премногу внесеме, а доколку внесеме во мали количини, знае да има смирувачко дејство на желудникот, така да моите препораки се не повеќе од 3 рендани лажички во текот на еден ден. Тоа е доволно сосем и да не заштити. Исто така и ѓумбирот е богат со витамин С, иако е корен, доколку го внесуваме свеж. Сувиот ѓумбир не го има овој витамин во себе. Така, доколку е изрендан и ставен во мед, може би задржува витамин С? Па добро, за ден-два, тоа ти е оксидирачки витамин во
директно изложување со воздух би ги изгубил своите Така, значи својства, најдобро е да нели? се зема свеж ѓумбир и плюс Свежиот, една да. лажичка мед, тоа би била идеалната комбинација. Марина, ќе пуштиме тука еден блок реклами, а веднаш Може. потоа продолжуваме со денешната емисија. За зајакнување на имунитетот во време на пандемија со COVID-19, денеска разговараме со Марина Релушковска, нутриционист од Жан Митрев клиник. Марина, едно истражување во Германија, неодамно спроведено, покажува дека луѓето во пандемијата ги промениле своите животни навики, пред се навиките во однос на исхраната, почеле да јадат повеќе готвена храна. На трпезата е застапен повеќе зеленчук во споредба со месото, но при тоа бројот на вегетаријанци и на вегани не е променет, значи не се направени такви некои драматични промени. Но сепак, дел од луѓето се поправиле. Како влие дебелината на врз болеста и зошто всушност направени се некои промени во исхраната, но сепак дошло до зголемување на телесната маса? Да, интересен момент е кога сакаме да направиме нешто добро за нашето тело, но не знаејќи ќе направиме нешто што не треба. Нели затоа и постојат сите тие нутриционисти, диетолози, советници за здрава храна, кои што сепак треба да бидат вклучени во нашиот живот. Ние не постоиме за да лечиме само болни луѓе, ние постоиме и за здравите лица. Да кажеме дека секоја храна има калории, нели? Калориите се тие бројната мерка која што ни кажува дали ќе се поправиме, дали ќе ослабнеме, колку енергија во телото внесуваме. Од тука, ако ние изедеме 5000 калории и на растенија, ние повторно ќе се здебелиме. Доколку изедеме 1500 калории и од масти да бидат само, ние ќе ослабнеме. Но тоа е само почетокот, каде што советите започнуваат. Тоа би било така за ден-два доколку ослабнуваме, но на нашиот организм треба разнолика храна, разновидност и цела таа разновидна храна базирана свежа, базирана готвена, базирано масти, протеини, да се искомбинира и плюс со калорискиот внес. Што значи, ако германците јаделе и месо, и зеленчук, и свежи оброци, и правеле смутиси, правеле и повеќе овошни салати, и сето тоа било со калориска вредност на 3000 калории дневно, они секако ќе имаат поголема телесна маса. Доколку некој би ги посоветувал како калориите да ги направат на помало ниво, а сепак да внесат од сите видови храна равномерно, тогаш би ја задржале телесната маса или би ослабнале доколку имаат потреба од тоа. А кои прехранбени продукти би требало да ги избегнуваме? Има ли нешто конкретно што не треба да биде присутно на нашето дневно мени во време на пандемија? Би кажала, цела таа храна која што во себе не изобилува со животна енергија или не ни дава виталност на телото, немаме потреба од внес. Од тука би наброила процесирана храна на прво место. Се што е процесирано, дали тоа се чипси, дали тоа се некои смоки, дали тоа се некои соленки или блага храна, чоколади. Добро, чоколадото има и доза на среќа, па не би го наброила во тоа. Па вела ти дека темното чоколадо конкретно содржи доста антиоксиданси. Можеме ви да направиме една таква замена наместо обично чоколадо, црно. Може, да. Но процесираната храна, некои десерти кои што во себе не ни знаеме кога ќе прочитаме што тие состојки означуваат, нема потреба ни да ги купиме. Да прочитаме што е тоа, доколку половина и повеќе од состојките ние ги знаеме и ги разбираме, тоа е храна за нас. Доколку прочитаме таму некои конзерванси, некои нови имиња, нешто што е непознато во секојдневниот живот, нема потреба ни да го купиме, ни да се храниме со тоа, ни со маргарини, ни со некои паштети, ни со некои бели лебови кои не знаеме како се такви мекасти и како памук направени. Се знае како треба да изгледа здравата храна, како треба лебот да изгледа и тоа е тоа што треба нашата трпеза да го содржи. Така, имаме гледач. Така, повелете. Имаме гледач на линија, ајде да го слушнеме прашањето.
Ало, Добар ден. добар ден. Повелете. Поздрав до водителката, до докторката и до Телма телевизија. Вака, имам едно прашање до докторката, сега су го касно. Вака, имам болест мешано сврзано ткиво. А само да потенцирам дека денешната гостинка е нутриционист. Значи... Да, па тоа. Ајде. Дали може да ја потребувам куркумата? А што имате? За што конкретно и што имате? Мешано сврзано ткиво. Ме водат на реума. Аха, да. Добро. Дали како ретка болест? Дали можам да употребувам куркумата што ја рекламират на телевизија? Така, во ред. Да ми каже докторката и ве поздравувам, да, во кревет сум, да. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Дали куркумата би имала ефект кај ревматска некоја болест, ретка болест, колку што може да разбере? Да. Поздрав до гледачката. Епа вака, куркумата или куркуминот, кој што се повеќе се потенцират за внес и сепак болеста со реума, кога имаме проблеми, кога се соочуваме со таква болест, најчесто имаме симптоми, имаме болки, нели? И ни даваат да пиеме лекарства и против болките, кои што може да ни наштетат на желудникот, да ни променат начинот на варење на храната, да ни направат, не дај Господи, чирови. Од тука би рекла дека куркумата е добра, посебно својата активна супстанца куркумин, која што директно влијае на инфламираните делови во организмот, таму каде што има болки, дали околу зглобовите, не знам гледачката на кој дел од телото има болки, може да зема, но би препорачала доколку се зема куркума во прав, тоа да се комбинира со бибер, бидејќи на тој начин активноста и искористеноста во телото е многу поголема и би го постигнала својот дел за ублажување на болките. Ублажување на инфламацијата, на воспалението ублажување, а кога би се земало од тие суплементарни видови, сите тие се комбинирани со бибер, така да не би имало потреба, ќе се земе само суплемент, дали во течна форма, дали во форма на таблетки или некои други форми, може да ги зема, добри се, подобри од колку лекови против болки во секој случај, да. Така, дали советувате куркумата редовно да користиме кога готвиме? Секој јадење да го наросиме, значи со малку куркума и бибер, како што спомнавте. Може да се користи во секојдневната исхрана, бидејќи во себе содржи толку многу активни компоненти од биофлавоноли, од останати соединенија кои што даваат и подобрена циркулација и намалување на секојдневните воспаленија во организмот, бидејќи ние ги имаме. И треба со добра храна тие да се супресираат и да се isфрлат преку течностите од организмот. Ајде сега да проговориме и за внесот на течности во организмот, дали течностите се директно поврзани со нашиот имунитет. Така, а внесот на течности е вака, да кажеме, секој систем, секој орган кај нас има потреба од ново надополнување со нутритиенти, како би се создавале нови клетки и истите клетки би циркулирали и би ја вршиле својата улога. Војниците би војувале постојано, им треба храна. Во нашиот организам за храната да се донесе до одредена клетка потребна е течност, циркулација. Преку циркулацијата ние ги носиме сите хранливи материи до одредени клетки и од тука би кажала дека течностите се клучни за здрав организам. Секој организам кој што е добро снабден со течности, тоа би знаеле секој за себе колку доволно е добро, но испод 1,5 литар дневно не може да кажеме дека ние имаме доволен внес на течности. За самата кожа, за органите, за допридонес на сите нутритиенти до секој орган, посебно и исхрана на секое делче од нашето тело, не може да се случи доколку ние не внесуваме течности и не имаме правилна и правилна циркулација во телото. Би напоменала, извинете, би напоменала доколку се внесуваат течности во овој период да се внесуваат и преку хербални напитоци, например, би го кажала чајот ехинацеа, кој што е многу добар и има и научни истражувања дека помага против грипови и вируси на тој начин што го зајакнува имунитетот.
во телото, така да уште еднаш ќе го напоменаме ехинацеа, сите тие што сакаат може да си го пробаат и да го пијат редовно во овие зимски денови или во периоди на пандемија. Така, и појаснивте каква храна да јадеме, да конзумираме, за да го заштитиме, да го зајакнеме нашиот имунитет и да го заштитиме од вирусни агенси. Потоа имавме гледач кому му појаснивте всушност каква храна е потребна кога е болеста COVID-19 активна, а дали се препорачува посебен режим на исхрана по завршувањето на болеста за да зацврсне организмот и повторно, што се вели, да застанеме на нозе. Така, видете, кај пациентите со благи симптоми ние немаме потреба од специфична храна долго време после поминувањето на вирусот, што не е ситуација кај пациентите со потешки и тешки симптоми, бидејќи истите имаат проблем со голтање, истите имаат проблем со надополнување на храна во организмот и сепак кога вирулентноста завршува или вирусот исчезнува од телото, кога ние создаваме антитела, нашиот организам има уште голема борба за да застане на нозе и биде така здрав како што претходно бил. И од тука би кажала дека кај тие пациенти треба посебно да се внимава на внесот на протеини, бидејќи во време на борбата они се бореле со вирусот 14-20 дена, изгубиле доста течност и изгубиле доста од својата мускулна маса, не јаделе доволно добро, потребно е да внесуваат протеини од типот на јатки, сите видови на јатки би можеле да ги внесуваат, сите видови на бели меса и риба и може да се зема и како суплемент од сурутка, нели сурутката, козја сурутка, кравја сурутка, како одличен суплемент кој за брзо време ги надополнува изгубените протеини и албумини од телото. Така да за сите кои што си имале потешки симптоми за време на овој вирус и полесно да се вратат во здрава состојба и да помогнат и на белите дробови и на цел организам, препорачувам внесот на протеини да не се изоставува. Бело месо, белки од јајце, риба, морски плодови, јатки, грав, грашак, леќа, наут и козја сурутка се моите совети. Козја, значи козја сурутка, така? Конкретно да биде од козјо млеко добиена. Сурутка, нели, и сега највеќе ја гледам и во маркетите како лесно достапна да се купи и да се донесе до домот, така да може да ја одбереме и таа. Сепак и со многу овошје, многу зеленчук, витамини, од овошјето и од зеленчукот, доколку секојдневно внесуваме, немаме потреба од суплементи. Марина, ви благодарам за сите овие совети кои што ни ги дадовте во еден исклучително специфичен период во здравствена криза како што е оваа со COVID-19. Потребни совети како да се заштитиме со храна, на каков начин полесно да се преброди болеста и секако откако ќе оздрават пациентите, што е она што најдобро да го конзумираат за да го зајакнат повторно нивниот имунитет. Ви благодарам. Благодарам и на вас, имајте убаво попладне. Почитувани, тука го закружуваме денешното издание на Телма Амбуланта. Гостинка ни беше Марина Релушковска, нутриционист од Жан Митрев клиник. Се гледаме секој работен ден во 14 часот, секако на телевизија Телма. До гледање.